Ова се настаните на денот. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот планира враќање на сјајот на автокамповите. Да се изнајде подобар начин за рекламирање на екскурзиите со бродови и катамарани по Охридското езеро. Здравствениот систем се подготвува за евентуална појава на мајмунските сипаници во земјава. Масакар во основно училиште во Тексас. За најавените и за останатите актуелни денешни настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и многу топло со дневни температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Максималната дневна во нашиот град 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ведро и топло. Утрено од северозападна, северна, североисточна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи дожд проследени со засилен ветар во останатите делови од европскиот континент. Сончево со локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров во четврток времето сончево и многу топло. Дневните температури во пораст, локално во централните и источните делови слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 26 до 33 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток сончево и многу топло време. Минималните од 10 до 18, максималните дневни температури од 27 до 35 степени. УВ индексот со висока вредност 8. Во Охрид во четврток времето сончево и многу топло. Минималната 14, дневната температура 29 степени Целзиусови, а УВ индексот со вредност 8. Во петок, сабота и недела, првата половина од денот претежно сончево со локална облачност. Поплодни услови за врнежи од дожд, грмотевици, а локално и појава на невреме. Минималната температура 14, односно 12, дневните 27, 24 и 19 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Зотис десерт 175 грама 10 денари. Чоко штрудла 2 по 240 грама 109 денари. Бар кафе перфето 159 денари. Палете 119 денари. Лирија шампон 230 грама 89 денари. Авакс средство за ветробранско стакло 5 литри 89 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Кампот Треска во Струшко Радожда, некогаш туристичка приказна, денес депонија.
Комплетно руиниран, 25 години препуштен на завод на времето. Првиот човек за туризам најавува категоризирање на автокамповите и вложување во камперскиот туризам. Кампот Треска 25 години препуштен на завод на времето. Руинирани камп приколки завиени во пајажи на бунгалови, распаднат ресторан, рецепција, депонии и грмушки. Ваква слика ќе ве дочека денес во еден од најубавите предели на западниот брег на Охридското езеро, на само 2 километри јужно од селото Радожда на границата со Албанија, некогаш една од најубавите камп приказни во земјава. Првиот човек за туризам вели, автокамповите се подзаборавени. Последниот период треба да се инвестира во развој на камп туризам. Локацијата на автокамповите кои што се на Струшко-Охридската ривиера не се случајни. Тие се токму избрани спрема инфраструктурата и се она што е потребно. Потребен е циклус на нивно категоризирање, но и приспособување на новите законски легислативи, токму кои што веќе од 2014 година функционираат и некако низ годиниве поради хотелските сместувачки капацитети ги подзаборавив. Во светот расте бројот на туристи кои патуваат со камп приколки, трајлери и други камперски средства. Во Европа од овој сегмент се остваруваат милиарди евра годишно. Се надевам дека во многу брзо време ќе започнеме еден циклус на категоризирање на автокампови и можеби и на тој сегмент повеќе вложување во тој сектор, бидејќи според некои мои истражувања, отприлика околу 1 милион ноќевања може да се генерираат и на таков начин. Светската кампинг асоциација смета дека државата неопходно е да има посериозен пристап кон подобрување на условите за развој на овој вид туризам. Инфотаблите на пристаништето се поставуваат нелегално. Општина Охрид нема издадено ниту едно одобрение за поставување на инфотабла на пристаништето, а просторот е послан со табли и реквизити за рекламирање на турите по езерото. Дел од бродарите побарале од општината да се изнајде подобар начин како да се рекламираат крстарењата и екскурзиите, кои се неизоставен дел од туристичката понуда на Охрид. Во рубриката Ти си твојот град, граѓани реагираа на поставените инфотабли на пристаништето. Табли, рекламни знамиња, инфопултови, столчиња, чадори за сонце се дел од реквизитите кои си ги поставуваат бродари и сопственици на катамарани за понепосредно да ги запознаат минувачите на кеот со понудите за крстарење и екскурзии по езерото. И се ке беше во ред тоа да беше подобро замислено и со подобар изглед, вака како што е со таблите секое лето на тој потек, најубавиот простор е претворен во ругло на Охрид, пишуваат граѓани. На ова објава од Ти си твојот град пак дел од граѓаните коментираа дека се нешто некому му смета, но тоа е последицата, а причината или проблемот е во тоа што во Охрид се некој нешто поставува на јавна површина без дозвола. Општина Охрид не издала ниту едно одобрение за поставување на ваков вид табли. Надлежните инспекцијски служби веќе се на терен и по утврдените неправилности ке следат соодветни законски санкции за сите оние кои ги поставиле таблите и бесправно го узурпирале тој јавен простор, велат од локалната самоуправа. Дел од бродарите имали иницијатива или предлог до локалната проблемот со големиот број инфотабли да се реши на тој начин што ќе се осмисли еден инфопулт и табла која ќе ги содржи сите понуди за бродовите и катамараните. Општината пак планира поставување на урбана опрема туристички информативен центар на почетокот на кеот токму во непосредна близина на градското пристаниште. За таа цел, Градскиот совет веќе донесе одлука за давање на користење на инфоцентарот кај поштата, кој никогаш не профункционира. Следнава недела ќе се пристапи кон објава на јавен повик за пројавување на интерес за користење на недвижен имот туристички информативен центар. Туристите ќе можат бесплатно да ги добијат сите потребни информации за туристичката понуда на градот, велат од локалната. Дали на овој инфоцентар ќе се понудат само податоци за расположливи сместувачки капацитети, информации за актуелни настани во градот или ќе се реши проблемот со информативните табли на бродарите, останува да видиме. Општина Деберца набргу ќе добие откупен центар за земјоделски производи. Во тек се зафати за уредување на првиот откупен центар за откуп на коскесто овошје од земјоделските производители. Трговското друштво Али Фреш Фрут од Ресен, кој се занимава со откуп на големо на овошје и зеленчук и за наредните 10 години го закупи деловниот простор во големата сала во поранешниот задружен дом во селото Требеништа. Деновиве интензивно се врши адаптација на просторот.
Според бизнис планот се вршат работи на реконструкција на подната подлога, изградба на влезна врата и рампа, затварање на прозорите, електрична инсталација. Во наредните фази ќе се инвестира во систем за ладење и механизација за преработка на овошјето и хидрокулер. Етничките македонци од Пустец и цела Албанија денеска во селото Глобочани во Мала Преспа за прв пат организираа и спроведоа богата со содржини и масовна прослава на 24 мај, денот на сесловенските просветители светите браќа Кирил и Методи. Богата со содржини и масовна прослава на 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи меѓу македонците во Албанија. Импозантниот научен собир беше во организација на Македонското друштво Сонце од Албанија, Универзитетот Фан Ноли од Корча, Албанија и Друштвото за литература и култура Мацково од Охрид, Македонија. Учесниците на собирот ги поздрави Васил Стериоски, прв етнички македонец пратеник во албанскиот парламент, председател на политичка партија на македонците МАЕИ. Пред паметникот на големиот писател, етнички македонец Стерио Спасе, како и во спомен музеот Стерио Спасе се одржани за промоции на книги и поетски читања. Централен дел беше промоцијата на капиталното дело Хармониска интеграција на македонското малцинство во Република Албанија, случај на македонското малцинство во областа Преспа и Врбник, од професор доктор Марија Дојче, истакната албанска интелектуалка. Во Албанија ова е прва вистинска социолошка студија за интеграција на дел од македонската заедница во албанското општество, која се фокусира на меѓусебните социокултурни влијанија меѓу албанците и припадниците на македонската заедница во регионот на Корча. Исто така беше представено литературното творештво на писателот Васил Шумка по потекло од село Долна Горица, општина Пустец. Беше одбележан и споменот за животот и делото на Спасе Мазенковски, поет, писател, новинар и публицист по потекло од селото Леска, општина Пустец, кој меѓу другото го уредуваше и весникот Мала Преспа. Специјален гостин беше познатиот хрватски поет и македонист Валери Орлиќ, кој читаше своји стихови пред паметникот на Стерио Спасе. За таа прилика од Тирана во Пустец пристигнаа и говореа хрватскиот амбасадор во Албанија Златко Крамариќ заедно со амбасадорот на Македонија Данчо Марковски. Епидемијата на мајмунски сипаници не е слична со пандемијата од COVID-19, но Комисијата за заразни болести покажа загрижено затоа што имаме ширење на мајмунските сипаници во земји кои се надвор од ендемичните басени на Централна и Западна Африка. Во соработка со Светската здравствена организација, од Институтот за јавно здравје ќе обезбедат посебни PCR диагностички тестови, а на денешниот состанок на Комисијата за заразни болести се дискутирало и за клиничките патеки за евентуални пациенти заразени или сомнителни на вирусот на мајмунски сипаници. Комисијата за заразни болести покажа загрижено затоа што имаме ширење на мајмунските сипаници во светот и тоа надвор од оние ендемични базени како што е Централна Африка и Западна Африка. Светската здравствена организација и организациите од тој вид кои ги следат заразните болести покажуваат одреден степен на загриженост односно за тоа како се шири ова заболување. Целта на денешниот состанок на Комисијата за заразни болести е да го подготвува системот колку што е можно подобро за како држава да одговориме и на евентуална епидемија и во нашата земја, вели портпаролот на Комисијата доктор Злате Мегмедовиќ. Затоа денес на состанокот на Комисијата биле дискутирани клиничките патеки за следење, скрининг, диагностика и третман на пациентите кои евентуално ќе дојдат заболени од мајмунски сипаници. Ќе повторам, ова пандемија, епидемија која што се јавува во светски размери со мајмунските сипаници не е пропорционално идентична со пандемијата на COVID со која што живеевме во изминатите 2 години. Меѓутоа, со оглед на тоа што сакаме да бидеме подготвени како систем, па веројатно и светот тоа така го практикува, ние ги применуваме тие пракси кај нас во нашата земја. Сакаме, од тие причини денеска беше закажан состанокот и договоривме да внимателно ја следиме ситуацијата и обезбедиме практично се што е потребно за навремена дијагноза и третман на евентуални пациенти кои што би биле во нашата држава.
Вирусот на мајмунски сипаници, иако во светот постои веќе половина век, многу ретко се наоѓа на овие простори, практично диагностичките и терапевските процедури достапни во светот се оскудни во овој дел од европскиот континент. Сите земји имаат во моментот проблем да обезбедат квалитетна диагностика и третман на своите пациенти од ова заболување, појаснува Мехмедовиќ. Меѓутоа, со цел обезбедување на квалитетен третман и диагностика, нашата земја презеде соодветни чекори. Институтот за јавно здравје уште минатата недела стапи во контакти со Светската здравствена организација да се обезбедат посебни диагностички китови за диагностицирање на мајмунските сипаници. Тоа е преку PCR тестирање, меѓутоа се посебни китови кои што треба да се набават. Така да тоа е веќе во процедура да се обезбеди. И исто така во преговори и во контакти со Светската здравствена организација се разговара и за набавка на терапевските терапиите кои што може да бидат земени во предвид, а тоа се, знаете, вакцините и тековиримат, оној лек кој што е специфичен за мајмунските сипаници. На сајтот на Институтот за јавно здравје веќе има поставено информативен памфлет кој што содржи информации за начинот на кој се пренесува болеста, кои се симптомите, каде да се хоспитализираат евентуалните пациенти. Комисијата ги разгледуваше веќе клиничките патеки и истите ќе бидат дополнително соопштени кога ќе бидат точно дефинирани. Инфекцијата од мајмунски сипаници може да се подели на два периоди. Период на инвазија кој трае од 0 до 5 дена, се карактеризира со треска, интензивна главоболка, лимфоаденопатија, односно отекување на лимфните јазли, болки во грбот, мијалгија, болки во мускулите и интензивна астенија или замор, недостиг на енергија. Ерупција на кожата пак обично започнува во рок од 1 до 3 дена по појавата на треската. Осипот има тенденција да биде повеќе концентриран на лицето и екстремитетите, отколку на трупот. Го зафаќа 95% од случаите лицето и дланките на рацете и стапалата во 75% од случаите. Секоја јавна здравствена институција има на располагање околу 1000 антигени брзи тестови за COVID-19, кои граѓаните не треба да ги плаќаат, а институцијата може да ги користи, велат од Министерството за здравство. Залихи има. Интрахоспиталните комисии пак треба да изготват протокол кога да се користат овие брзи тестови, а кога и каде да се користат брзите PCR тестови, се со цел граѓаните да се поштедат од високите трошоци за правење PCR тест, каже на денешната пресконференција портпаролот на Комисијата за заразни болести, доктор Зладе Мехмедовиќ. Согласно податоците кои што ги имаме од Институтот за јавно здравје, состојбата е стабилна, има намалување на неделната инциденца и сметаме дека во насока на тоа како се во моментот предвидени мерките за заштита, дека нема потреба од дополнителни интервенции кои што би требало да направат одредени измени во начинот на кој што се контролира трансмисијата на вирусот. Комисијата реши да даде препорака се користат брзите антигенски тестови кои што веќе им се достапни на поголем дел од институциите како можност за брза диагностика и за евентуално одржување на тие диагностички процедури без дополнително да се изложуваат на трошок граѓаните или институциите за да може да се прават оние PCR тестови кои што до сега се побарува. На 27 мај во Електромашинскиот училиштен центар Светинал Мохридски ќе се одржи отворен ден. На отворениот ден, сите посетители ќе може да се запознаат со начинот на изведување на наставата во овој училиштен центар, а своја презентација ќе имаат и партнерските компании од концептот на дуалното образование – Костал, ОДВ Електрик, ЛТХ Леарница и Магна, информираат од училиштето. Од почетокот на оваа недела, професори од сите струки при Електромашинскиот училиштен центар го представуваат училиштето пред 9 оделенците од основните училишта од Охрид и од Струга. Следуваат вестите од светот. Најмалку 19 ученици и двајца возрастни се убиени во пукање во основно училиште Роб во Увалде, Тексас. Осомничениот 18-годишникот Салвадор Рамос исто така беше убиен од полицијата во грозоморниот чин во основното училиште на 130 километри од Сан Антонио. Локалната полиција потврди дека е убиен и убиецот за што се верува дека делото го извршил сам. На социјалните мрежи, осам на видео на кој се гледа моментот кога напаѓачот влегува во училиштето во момент пред да ги застрела невините жртви. Неколку други ученици и возрастни се згрижени поради повреди. Американскиот претседател Бајден апелира за построги закони за носење оружје и прашува кога ќе се спротивставиме на лобистите.
Инаку Ева Миралес, вработена како наставничка во училиштето, е првата идентификувана жртва, работела 17 години и предавала во 4-то оделение. На веб страната на училиштето пишува дека таа била мажена за полицаец и зад себе оставила ќерка. Според полициски извори, наставничката загинала во обид да ги заштити децата од убиецот кој отворил оган во основното училиште. Гувернерот на Тексас, Грег Абот, потврди дека Рамос го оставил возилото и влегол во училиштето вооружен со пиштол и полуавтоматска пушка. Го најавил нападот на социјалните мрежи, а оружјето со кој го извршил нападот го купил за својот 18-ти роден ден. Медиумите во САД објавија дека осомниченото лице претходно ја убило баба си пред да се упати кон училиштето. Полицијата соопшти дека бабата е хоспитализирана и е во критична состојба. Според бројот на загинати, пукањето во основното училиште Роб е најсмртоносно од 2012 година, кога во основното училиште Сенди Хук загинаа 20 деца и 6 други лица. Состанокот на турските представници со делегациите на Финска и Шведска ќе се одржи денес во Анкара. Една од темите на разговорот е влез на овие земји во НАТО и барањата кои Турција ги достави пред нив. Делегацијата ќе предводат портпаролот на председателот Ибрахим Калин и заменик министерот за надворешни работи Седа Тонал, додека шведската и финската делегација ќе ја представуваат државните секретари Оскар Стенстром и Јука Саловара. Шведска и Финска минатата недела официјално поднесоа барање за почеток на процедурата за влез во НАТО. Сепак се огласи и турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, кој рече дека Турција не може да ја прифати нивната кандидатура се додека земјите ги поддржуваат активностите на организациите поврзани со курдското движење. Покрај барањето, Шведска и Финска да ги осудат активностите на организациите поврзани со движењето ПКК, турските власти поставија и голем број други барања во врска со укинување на ограничувањата за извоз на оружје во Турција. Исто така, последното барање кое Турција го упати до Шведска и Финска е да понуди безбедносни гаранции за сето горе наведено, а не ветувања, пренесуваат медиумите. Најмалку 76 лица се водат како исчезнати откако се превртел брод во близина на брег на Тунис, соопшти Меѓународната организација за миграција. Се додава дека 24 лица се спасени од бродот кој испловил од брегот на плажите на Завара во Либија и потонал кај брегот на Сфакс во Тунис. Изминатите месеци десетици луѓе се удавија во близина на брегот на Тунис, бидејќи се зголемува бројот на мигранти кои се обидуваат да дојдат од Тунис и Либија во Италија. Тестирање на нуклеарна експлозивна направа очигледно е подготовка на Северна Кореја за 7-ма нуклеарна проба, соопштија денес јужнокорејските власти. Според јужнокорејската агенција Јонхап, се верува дека Северна Кореја се подготвува за прва нуклеарна проба по речиси 5 години на полигонот за нуклеарни проби Пунџри. Северна Кореја претходно денес лансираше 3 балистички ракети, од кои едната веројатно е новата интерконтинентална Хвасонг-17 ракета. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.